За почеток прво благодарам на времето што го одвоивте за нас и за нашите гледачи и би сакал разговорот да го започнеме со нешто што во моментов е најново и најактуелно кога станува збор за Струмица газ, а тоа е и официјалното добивање на лиценцата и сите оние потребни документи од регулаторната комисија за енергетика. Може ли уште еднаш токму со тоа да започнеме? Што значи оваа лиценца, на колков период е и дали со ова значи дека дефинитивно сите оние делови кога станува збор за документација и некои административни активности поврзани со гасификација на Струмица се завршени? Најпрвен добар ден за вашата телевизија, поздрав до вашата телевизија и до вашите граѓани и слушатели, граѓаните на Струмица. Значи, точно пред 10 дена ја добивме лиценцата за снабдување и за дистрибуција. Тоа се две одделни лиценци, кои што едната ни е дадена на 35 години, а едната на 10 години, што значи таа за дистрибуција важи до 2048 година. Граѓаните на Струмица може да бидат спокојни, мирни, никој не може во Струмица следните 35 години да ја врши оваа дејност, освен јавното предпријатие што е собственост на општина Струмица. Морам да кажем дека за да дојдеме до овој дел од лиценците, па предходно решение за употреба од Министерството за економија, каде што исто така имавме ригорозни, така да кажем, контроли за садовите под притисок и за екс-изведата за електроника, и таа ја добивме. Значи, сите документи за функционирање на системот ги имаме во потпуност. Прашавте дали тука завршува, за жал не завршува. Сега во моментот се прават мрежните правила, кои што исто така се обврска, од кога ќе добиете лиценца, ништо не може да направите предходно. Значи, се тоа од едно по едно, и од кога ќе добиете лиценца, имате рок од 60 дена да изработите мрежни правила. Ние веќе сме во завршна фаза со мрежните правила и треба да ги доставиме до регулатора на одобрување. А паралелно ја спремаме и таа магична формула согласно регулаторна комисија за изработка на цените, значи за гасот, и од кога таа ќе не биде одобрена, веќе званично ќе имаме и цени за официјални цени за граѓанството, за индустријата, за домаќинствата. Но морам да кажам, цените на гасот вие нешто слично како, бидејќи тој енергенс, како и со цените за бензините, за нафтата. Значи, ние ќе добиеме сега една почетна цена, меѓутоа таа после на секои 3 месеци се согласно промените на светска берза, на долар, курс, трошкови и така натаму, и таа се менува, но добро е тоа и добар сигнал и добра новост или информираност за граѓаните е што на светско ниво природниот газ поевтинува. Веве сега, овој месец, значи од 1 јуни, имаше поевтинување, 1 јануари, имаше поевтинување од 10%. Значи што не е малце. И сега ние сме мала држава, пазарот на газ се определува според количините. И сега, например, да не ве чуди зошто во Бугарија газот е поевтин или во Србија, а во Германија па уште поевтин. Значи, тоа е на пазарна вредност кој колку повеќе ќе набави, толку пониска цена добива. И во целото тоа има и една друга работа која што е многу битна и на која што тек ќе треба да се привикнат нашите стопанственици и домаќинства, тоа е годишна нарачка за закуп на природен газ. Согласно нивните барања спрема нас и формулари што ќе ги доставуваат, така ние мораме да закупуваме газ на пазарот. Но тоа ќе биде во некои наредни емисии, каде што претпоставувам ќе бидеме гости во вашата телевизија, подетално ќе ги запознаеме граѓаните и со начинот на користењето и како се да биде најдобро искористено, бидејќи кај нас се уште се размислува за користење на гасот за греење. Тоа не е правилно. Гасот треба да се користи за 3 работи: за греење, за топла вода и за готвење. Тогаш ги имаме сите бенефиции од него.
Како од финансиски аспект, што е најбитно за граѓаните, и еден друг аспект што за мене и за нашите деца и поколение е многу битен, тоа е еколошкиот аспект. Едната е за дистрибуција, а другата е за снабдување. Значи, тоа е вообичаено и Евана има таква лиценца за дистрибуција и за снабдување. Во Македонија за гасот постојат три типа на лиценци. Едната е пренос, и таа ја има Гама, другото е дистрибуција, таа ја имат Струмица газ, Куманово газ и мислам Промгаз на Мак Петрол, а за снабдување имаме ние, Куманово и не сум сигурен Промгаз дали има. Таа е малку попрофесионално кажано од мерната станица, значи од она ормарчето што стои пред куќата до куќата, тоа е снабдувањето, а дистрибуцијата е во нашиот случај еве од декомпресиската станица што е на влезот од Струмица кај Куклиш, од таму до мерната станица што ќе биде согласно приклучокот на секое домаќинство или индустријски објект до тој ормар, мерно-регулаторна станица. Сега, може ли веќе, веројатно, вие ги правите секојдневно анализите, споредбите, значи, Струмица газ функционира, дел од објектите во градот се греат на газ, значи, што покажуваат искуствата од моментот на стартувањето, официјалната промоција на проектот, па до денес? Павак, многу сме задоволни од првите показатели и ќе ви кажам зошто. Ние од некаде 25 октомври секојдневно една по една ги приклучувавме котларниците во сите градинки во Струмица, основни училишта, средни училишта, зградата на општината и домот на Арама. Сите тие имаат ставено, преадаптирано по сите правила и прописи котларниците и имаат на постоечките некаде се купува и нови котли, а на некаде каде што котлите беа во ред, им се става нови горилници. Посебна сатисфакција ми беше тоа што горилниците се од една од најреномираните фирми, тоа е Weishaupt, која потврда за нас беше и сега кога видов во Скопје две училишта кога ги пред некој ден ги пуштија на газ и тие исто така се на Weishaupt и целата таа квалитетна опрема и соодносот на цената, гасот и нафтата, верувајте, покажа заштеда од минимум 60% во однос на нафтата. Некаде и повеќе, мајде ќе бидам скромен, ќе кажам 60%. Значи, огромна заштеда за општина Струмица, а тоа е показател за сите тие што исто така се на нафта, тука повеќе мислам на индустријските субјекти и на некој процент од домаќинствата кои што имаат своји системи на нафта. Со нафтата дефинитивно е 50% ќе им дојде поевтино. Во нашиот случај, со школите, со употреба на квалитетна опрема и со мониторинг, морам да кажем, од наша страна преку SCADA системот, се постигна заштеда до 60%. И сите тие оџаци, може да ги погледнете, не може да видите чат ни колку од една запалка. Ајде, кога веќе повтор пат го спомнуваме, нели, овој дел, после ќе зборуваме за интересот, значи, освен заштедата, цената, рековме, кога станува збор за пред се и домаќинствата и индустријата, се уште не е формирана, меѓутоа, да зборуваме за оној другиот исто така многу битен и многу важен дел, а тоа е еколошкиот дел. Што значи користењето на гасот и што значи кога поголем број и од домаќинствата и од индустријата, дрвата, нафтата и мазотот ќе ги заменат со газ. Видете, оправдано во нашата држава, така и се сега и околностите, да прво го гледаме финансискиот дел, меѓутоа верувајте секаде, ајде да кажем така, на запад, се гледа еколошкиот дел на овој енергенс. Гасот со горова 98%. Значи, буквално немате никаков чат и дим и загадување на воздухот во Струмица. Дрвото со горово, например, 37% се оди во енергенс, останатото оди во дим.
Нафтата знаеме колку загадува, за мазутот да не збориме, коксот веќе мислам дека во Европска унија е и забранет петрококсот. Значи, од еколошка гледна точка, огромна предност за нашите поколенија, за кои што ние се помалце мислиме од аспект на тоа кога гледаме како се сечат шумите. Значи, по некои мои показатели, ако се точни така како што на терен ми ги кажуваа, за една поголема оранжерија од 1 хектар, знам дека трошат по 500 кубика дрва. Се може да замислите, ние фактички немаме најефтини раноградарски производи, со гледано од аспект на екологија и на долгорочни планови со уништувањето на шумите, нашите производи ќе додат во идни на најскапи од аспект како ќе ни се врати тоа. Овој наш проект покажува дека може и таму каде што нема цевка, значи тоа е таа виртуелна гасификација, да се прави гасификација, но спомнам и на други медиуми, ќе кажем и на вашиот медиум, дента која ќе дојде, јас сакам да биде тоа час поскоро, која ќе дојде цевка до Струмица од национален гасовод, ние буквално треба да направиме еден байпас од 20-30 метри да се приклучиме, се останатото се функционира и си е нормално како секаде во сите држави. Мрежата е на 4 бара, така и во Скопје, така и во Минхен, така и во Австрија, и во Америка, секаде. Значи, потполно е компатибилна. Мрежата што е направена во должина од 12,5 км официјалната што ни е пуштена, е со сите европски ДФЛГВ стандарди, по сите прописи, и она е со таков капацитет од FI 90 до FI 355, значи главната мрежа што веќе е направена, следните 50 години градот макакал и да се развива, облакодери да се прават, го има постојачкиот доволен капацитет. Ние овде не застануваме, уште есента веќе бевме почнале да работиме позади делот на техничкото училиште, согласно концентрацијата на барања што ги има домаќинствата. Тука веќе се оди со помал промер, негде FI 63, FI 50, и тие се тие улични или секундарна мрежа, како ние си ја викаме, и таа веќе за неполни 2 месеца направивме 2 километри, и тоа го опфаќа потегот позади техничкото училиште, тоа се улиците 11 септември, Пименонда Попандонов и удоле се слегнува на кај Маршал Тито, и со првите подобри денови, а гледаме не е толку екстремна зимата, веќе вчера разговарав со изведувачот да се продолжи, што значи ние некаде до мај месец ќе имаме додатни уште 5 километри на тие 12,5, што значи ние мај-јуни ќе имаме 7-18 километри, до есента, значи секако ќе стигнеме до 20-25 километри мрежа. Што значи тоа? Иако гледаме дека повеќе градови веќе се заинтересираат за гасификација, како и да тргнат, Струмица ќе биде понапред од другите градови за добри 4 години. Зошто го мислам тоа? Верувајте, само папиролошкиот дел трае година дена. Ми беше полесно додам секој ден на изградбата на мрежата, отколку да ги работиме сите папирологи, но што е тоа е дел што трае и што оди, и така ќе биде. Значи, со изградбата сега на овие 2 километра сега што ги направивме и следните 2 што ќе ги направиме за овие 2-3 месеца, прво пак мора истиот ред, пак мора испитување на целото тоа, и тоа се додава на постоечката лиценца, значи еден вид проширување, но тој дел оди доста побрзо и веќе таму може домаќинствата да се приклучуваат. И исто така веќе имаме доста преговори со неколку поголеми, така да кажам, индустријски објекти од Струмица кои што се заинтересирани, бидејќи и тие се на нафта, нивните котли, и кај нив исто така ќе биде многу поголема заштедата, а самата заштеда значи, знаете, поголема конкурентност на пазарот, па и подобра заработувачка. И сега кога сме во моментов колку објекти имаме кои што функционираат, веќе се приклучени на гасот, и каква е состојбата, ги спомнавте барањата, значи и од страна на граѓаните и од страна на бизнис секторот?
Значи ги имаме приклучено сите градинки, сите основни училишта, средни училишта, локална самоуправа, домот на Арама, тоа се 13 објекти. Но верувате, тие се со доста голема моќ. За една споредба ќе ви кажам, техничкото училиште, капацитетот што го има, тоа има 3 котларници, нејзиниот капацитет кога тоа техничкото училиште работи, би била еднакво на едно 150 домакинства колку би користеле. Тие се малте некако фабрики, затоа што се големи училишта и со голема потрошувачка. И тие веќе сите функционираат, од граѓаните веќе имаме за поднесени барање за склучување на договор на преку 200 и секојдневно доаѓаат. Вчера посебно имавме исто така навала, и од индустријата веќе изработуваат, дел од нив знам дека Житострумица и Грозд веќе изработуваат проект, бидејќи за индустријските објекти потребно е прво да се направи проект, после согласно на тој проект се нарачува мерно регулаторна станица и така натаму. Исто така Маби Трейд беше вчера овде и тој е заинтересиран, Тозо е заинтересиран, Изолмак, Јока, Жикол, се да не ги набројувам сите тие, морам да напоменам голем потрошач кој што веќе ги прави завршни калкулации, може да биде и тутунскиот комбинат што е во Струмици или монополот, ние што го викаме, тој е со огромен капацитет, а кога би се рестартирала во полн капацитет, огромна заштеда би имала и најлесно би се преадаптирала Санкерам, бидејќи таа и кога е правена да работи на пропан бутон, значи исто така газ, и тие имаат најмалечка инвестиција, тие не треба ни горилници да менуваат, буквално треба само малку да се прештелуваат. Интересот постои дефинитивно и од државните институции, имаме повратен фидбек да појдеме да разговараме. Сега, обично од нивната страна за молницата дојдете, кажете ни колку тоа би не коштало, бидејќи знаете, да кажем, ако сака општинскиот суд да се приклучи, тој треба да изработи буџет. И ми излегуваме во сосред со болницата, исто така имавме разговор, им дадовме преку нашиот проектант еден така првична верзија на проект, што би ги коштало тоа, како би ги коштало, да си предвидат и самите раководители во своите буџети, да можат да презентираат пред своите претпоставени, да влезат во такви инвестиции. Така. И сега кога сме кај инвестицијата, нешто пред почетокот на новој разговор вие споменавте, се извинувам, дека интерес има и од страна на одредени банки кои што сакаат да се вклучат пред се да им олеснат на граѓаните кои што имаат интерес нели да инвестираат, затоа што сепак стартната инвестиција, ако се почнува од нула е прилично голема, нели, за домашниот буџет. Значи, каква е состојбата овде, дали постои реална шанса граѓаните, освен одредени поволности кои би ги добиле од јавното предпријатие, да добијат една таква можност? Да, точно, добро што ме подсетивте, благодарам. Бев заборавил, пред некаде месец дена веќе самите банки интервенираа дека тие имаат некои посебни, како да кажам сега, линии кредитни за во сферата на енергетиката и со многу големи поволности. Сега не ме држите за збор, ако вообичаено еден кредит, да кажеме, е со 7%, пример за ова би било некаде околу 4%. Значи, што значи тоа? Кога некој домакинство сака да се приклучи, нема во моментот толку средства најднаш да ги даде, може преку таа кредитна линија да го прави тоа преку банката, фактички би, ако со банката склучи договор да биде тоа на 10 рати, на 12 рати, да им биде улеснителна околност. И исто така, јако во разговор со луѓето од банките што беа овде, ги прашав дали тоа би се однесувало, да кажеме, и за тие што ќе сакаат да купат котел, бидејќи и тоа е дел од тоа, рекоа да, нема зошто, бидејќи и тој се однесува на таа тематика. Значи, банките веќе реагираат да помогнат на домакинствата за околу приклучоците и околу набавката на опремата. Набавката на опремата, да појаснам, бидејќи многу луѓе доаѓаат овде и имаме такви прашања, сега официјално им кажувам, значи, се што е дома како индивидуално парне, така да кажам, си е класично како на било што друго да работи, дали е на дрва, дали е на нафта, дали е на газ, дали е на струја, радиатор, цевката си цевка, се менува котело.
И веќе најреномираните европски, па и светски фирми беа овде, не посетија, тие час поскоро да ги добиеме цената, чекаат сигнал да отворат овде дуќана, за моје задоволство беа и Bosch, и Fissmann, и Weishaupt, и Weiland, и Buderus, Lowe's, буквално најдобрите производувачи што јас ги знам во оваа сфера. Тие се сите со врвни квалитети. За пример, ќе ви дадам еве на Fissmann 10 година гаранција на изменувачот и така. Значи некој да ви даде 10 година гаранција, тоа се врховски фирми и сите имаат една заедничка именка, сите се произведени во Германија. Значи, тоа се квалитетни фирми што ќе имаат овде отворено своја продавница, сега пазарот ќе си го прави своето, ќе се носат од секаде, меѓутоа јас апелирам на предпасливост. Отворени сме за соработки и за консултации за било кого, во било која област, и да напоменам дека нема да приклучам нити едно домаќинство, нити индустрија што не ги запазило прописите во проектот и што употребило опрема која што не е сертифицирана, тоест го нема соодветните ознаки за квалитет. Бидејќи, иако тоа се работи за делот што е дома кај нив, генерално може да кажеме, тоа си е твоја обврска. Меѓутоа, ние за доброто на граѓаните, самите нив да ги заштитиме, ете за нашиот рейтинг, ќе внимаваме многу на тоа, не се работи за нека разлика во цената, не знам, ако еден вентил со сите прописи таков кој што е кошта 300 денари, овој другиот е 100. Сега мислам дека за такви суми не треба да се експериментира и отворени сме за соработка. Не памтам човек што е дошол овде да не е пречекан, да не му е објаснето убаво, да не му е понудена нашата помош, така да верувам дека уште повеќе ќе соработуваме, а во наредниот период предвидуваме во локалните телевизии со еминентни стручњаци, така да кажам, од оваа област, со кои што веќе ние комуницираме, соработуваме по други основи, ќе ги поканам и ќе гостуваат на емисии во вашата телевизија, во другите локални медиуми кои ќе бидат заинтересирани, каде што ќе има еден вид едукативни предавања за тоа како е да се користи гасот, како да биде најдобро искористен и како да се заштитиме од непредвидени ситуации. Ред, јас благодарам многу за времето одвоено за нас и за нашите гледачи. Ви благодариме на вас, повелете и друг пат кога сакате ви стоиме на располагање.